Почитувани, добро утро и од мене. Се враќаме назад во студиото на Слободен печат. Денеска, односно ова утро во студиото имаме интересен гостин со кој ќе поразговараме за една доста глобална и светска вест, таа ни доаѓа токму од западната хемисфера или односно од САД, каде што имено по објавата на Мета дека ќе се ослободи од оние факт-чекери, односно рециклатори на лажните вести. Драматично со тоа ќе се намали цензурата и се најави дека ќе се препорача повеќе политички содржини на своите платформи, дека ќе бидат застапени. Главниот првиот човек на Мета, Марк Цукерберг, предизвика лавина реакции во однос на тоа како ќе се толкува овој негов чекор. Како тоа би се пресликало во македонското општество, но и општо што ќе значи тоа за социјалните мрежи, за цензурата и за лажните вести, утринава ќе поразговараме со комуникологот, експерт по социјални мрежи, мојот драг пријател Бојан Кордалов. Кордалов, добро утро и добро дојде во Слободен печат. Добро утро и благодарам за покана. Имаме повод за твоето гостување овдека. Секогаш кога станува збор оние социјални мрежи, секогаш македонската јавност или општеството се сврзува со оние лажни вести, бидејќи Македонија нема многу позитивно искуство во однос на ова. Па еве на самиот почеток од нашиот разговор, може ли да искоментираме овие најави што ни доаѓаат од првиот човек на Мета и представникот на сите оние три социјални мрежи за ова новина, условно речено, што ќе се воведе во САД и какви ќе бидат рефлексиите по овие одлуки? На почетокот, Мета е компанија која што ги прилагодува своите стратегии со насока да бидат секако од нејзина корист. Меѓутоа, регулаторите, институциите во САД, нормално и во Европската унија и кај нас, се оние кои што се грижат и треба да се грижат за секој од нас и личната приватност, меѓутоа и заштита во интернет просторот да биде загарантирана од овие платформи. Тоа е под број 1. Под број 2, она што се најавува за почеток ќе се однесува само на Соединетите американски држави, што не е воопшто малку. Меѓутоа, во прво време, можеби подолгорочно, нема да се одрази во Европската унија, а со самото тоа не очекувам да се случи и во Македонија. Таква промена. И под број 3, навистина е важно што прават и регулаторите и платформите, како Мета и така натаму, меѓутоа многу е важно што правиме ние. Не смееме да дозволиме да во целата какафонија на што ќе се случува и каква ќе биде стратегијата, бидејќи не е црно-бело. Сепак Мета најави дека ќе воведе други механизми. Не е дека каже ќе се откажеме ние од проверките или дека ќе се откажеме од контранападите на дезинформации и така натаму, туку сметаат дека промената на стратегијата ќе даде подобри ефекти. Значи, третата работа е дека малце во овој свет на дигитални работи кои што пливаме како индивидуи, мораме подобро да пливаме, бидејќи немаме веќе една година, туку повеќе од 20 години сме ние дел од сериозна дигитализација, или повеќе од 15 години сме веќе, односно 17 сме дел од социјалните медиуми. Така што 17 годишно дете веќе добро знае да плива, добро знае да вози точак, па сметам дека и ние веќе не можеме да имаме толку оправдување зошто грешиме во интернет просторот, како што сме имале пред 10 или 15 години. Овој чекор кој што го најави Мета, технолошкиот гигант, не е новина, имено и Илон Маск на поранешната Twitter, сегашен X, направи едно сличен ваков чекор во минатото пред известно време и тој дозволи нецензурирани објави со повеќе политички, ајде да кажеме, агенти да се објавуваат на оваа платформа. Иако ги знаеме кои се релациите со новоизбраниот американски претседател Доналд Трамп, де факто можеме да кажеме дека тој помогна барем од што можеме да прочитаме на социјалните мрежи или допринесе за да се зголеми популарноста на сега веќе избраниот политички американски претседател. Колку во периодот што следи овој проблем или оваа новина ќе биде, не знам, ќе се врши од страна на владите или нови технолошки гиганти како контрола на слободата на говор? Ќе може ли да има цензура од нивните страни за кои што веќе пишуваат светските медиуми? Или пак како ќе го протолкуваме, како го толкувате? Мислам дека должиме малце посериозна експликација. Мора да се вратиме
на вистинскиот пат и да знаеме дека одлуката кој ќе биде избран за председател, председателка или било која власт ја носат граѓаните. Тоа е првата работа. Тоа не ги амнестира ниту технолошките гиганти, ниту поединците или групите кои што го прекршуваат законот да бидат санкционирани, нити пак ако се случило влијание во изборните процеси, како што беше кога започна целата дискусија и мерки против лажните вести пред 8 години, амнестира да тоа се случува. Значи, секогаш гласат граѓаните. Проблем имаме ако демократијата е суспендирана. Проблем имаме ако со различни методи, вклучително и преку социјални медиуми, како што имавме Кембридж аналитика претходно и слично, значи ние наоѓаме начин како да ги збуниме граѓаните, да им влијаеме на нивното расудување и да влијаеме да тие не успеат да си го остварат слободно своето право, независно како ќе биде на крај. И тоа е многу битна работа. Значи не зависи од факт-чекерите или не зависи од другите механизми, дали ќе има цензура или не зависи од тоа дали системот ќе биде заштитен, дали волјата на луѓето ќе биде заштитена. До вчера не биле факт-чекери, денеска се, утре ќе биде можеби нешто многу поголемо од факт-чекери. Меѓутоа најважно е да не се дозволи да биде злоупотребена волјата на луѓето, не може никој да си поигра. Кој би профитирал? Еве, за конкретниот случај можеби во САД, меѓутоа и ваквиот проблем не знаеме дали ќе се пренесе, односно дали ќе се примени на социјалните мрежи во регионот и во Европа. Кој би поентирал, ајде така да кажеме, од ваквиот чекор? Тоа е битка на тема слобода на говор и цензура, која што се повеќе блоковски се разгледува во светот. Две работи би сакал да спомнам. Прво, поимањето на слободата на изразување и говор во САД и во Европа е многу различно. Односно е многу поизразено, поширока, би рекле во САД. Многу е нешто кое што смее да се каже и направи во САД, во Европа, во Европската унија е одамна сметано и ставено како надминување на слободата на говор. И тоа се два концепта. Се имате поборници што велат тоа е подобро, велат дека е тоа подобро. Тоа е првата работа. Втората работа, мораме да застанеме на патот и да кажем дека најважно е да има слобода на говор, слобода на изразување. Јас со години го зборувам тоа. Јас немам ништо против нити факт-чеки, нити сметам дека е тоа проблематично. Меѓутоа, едно е за мене клучно. Што и да правиме? Каков став и да имаме, никој нема право во нашата глава или во нашето изразување да влезе. Но во моментот кога почнуваме да шириме пропаганда, со која што нарушуваме здравје на луѓе, мир, безбедност, сите тие поредоци и така натаму кои што буквално можеме да пропаднеме, можеме да повлечеме слободата и демократијата надолу, немаме право на тоа. И независно дали тоа ќе се штити со факт-чекери, со други правни механизми или со други платформи и регулативи на социјалните медии, мора да се заштити. Меѓутоа да ве прекинам овде или па да ве со едно подпрашање, токму овие прегледи или стопирање на информации, говорам овде за војната во Украина. Европската унија, меѓу кои беше заедно поддржана од САД, ги прекина сите тие едностранни информации кои што доаѓа од боиштата од Украина, со кои што се сиреше таа руска дезинформација, руска пропаганда, меѓу кои Македонија излезе дека не е имуна на ваквиот светски тренд. Како сега одеднаш ка тоа, ако евентуално се оттргне, како би се заштитили како општество, како Ајде бе, наједноставен пример. Европската унија или САД, западните регулатори, кај што припаѓаме ние, може да донесат одлука дека треба да се создаде алгоритам, платформа, која што можеби ќе ја спроведува Мета, можеби независен регулаторен орган, добро, со која што секој такво прекршување ќе се санкционира. Значи, не мора да се вика факт-чекери, на пример. Значи, Кај нас има ли такви случаи на санкционирање на социјалните мрежи? Се уште и се во функција факт-чекерите и се во функција извештаите што ги добиваме од МВР и од секторот за компјутерски криминал, извештаите од ДЗЛП, Дирекција за заштита на лични податоци, значи нешто се прави. Дали сме ние задоволни како општество и дали мислиме дека може да се направи? Не. Дали институциите сметаат дека имаат доволно капацитет? Не сметаат. И тоа е еден круг, меѓутоа дека ние имаме некаква борба и механизми правни, имаме. Так. Дека треба повеќе да работиме, треба. Но, повторувам, многу дебатираме за нешто за кое што треба да действуваме, особено регулаторите. Треба да се најде механизам, че како ќе бидеме заштитени од правен аспект. Како нема да се пресели нешто кое што нас ќе ни наштети. Оти многу пати кога зборуваме за лажните вести, барем јас кога зборувам, кажам дека тие нас не напаѓаат на крај. Значи не страдаат од дезинформација креаторите.
Тие профитираат, прашавте кој профитира. Се знае кој профитира ако има дезинформации на ранг на пропаганда. Тие што сакаат да заработат на тоа. Кој страда? Тие што ќе наседнеме на тоа. Тие луѓе, а тоа сме ние секој од нас, или наши блиски, на крај престануваат да го пијат апчето кое што спречува некоја болест, плашејќи се да ја примат вакцината, плашејќи се дека не знам што, или пак да потпаднат по тоа дека ние нешто погрешно правиме, бранејќи ги демократските бои во Украина и во Европа, а ние сме земја членка на НАТО, каде што ни е загарантирана безбедноста во таа алијанса. Така што на крајот грешката ќе ја платиме со цена на живот, повреда, укинување на некои права, ние. И токму затоа треба да се направи. Затоа мислам дека ако пак почнеме да губиме години и години дебата зошто се случи ова, а не кажеме окей, тоа е одлука, меѓутоа не сме да ги суспендира правата на граѓаните. Не сме да ги стави негативните влијанија пред потребите на луѓето, само така можеме да успееме. Сосема само кратко, дали Македонија низа години дебатираме оваа тема независно која е појдовната информација или вест за актуализирање на оваа појава, дали македонските институции воопшто се беден помеѓу оние кои што сакаат да, како што кажа, да профитираат од самите овие наративи и граѓаните, имаат ли македонските институции беден кои што можат граѓаните доволно добро да се... За жал, до сега, и тоа многу пати јавно сум го кажал, секторите за односи со јавност не разбираат многу често во институциите дека се браната. Прво, против вакви работи, меѓутоа основно дека се основата за транспарентност и сервис на граѓаните. Кај нас се уште односи со јавност или комуникација или пиар, како сакате во јавна администрација, значи некој човек што пишува говори на министерот, министерката, што подготвува настани, што трча или се труди некако новинарите да им објасни како треба да размислат. Тоа не е пиар, тоа било пиар пред 30-40 години. Сега да, тоа вие треба да го правите. Меѓутоа, вие како остварувате и давате можност граѓаните да остварат свое право во рамки на институција. Тоа ви е работа. Како возможувате да има комуникација и како возможувате да има задоволство. Тоа е тоа што ни треба. А ние уште сме застанати тука, така да не сум сигурен дека имаме свесност како треба да се бориме против дезинформациите. Бидејќи запамтете една работа според мене. Само со добри услуги од кои што граѓаните ќе бидат задоволни, вие ќе ги спречите како основа лажните вести, под број 2 вие транспарентност. Се друго вие безбедност и одбрана од внатрешни работи, од сектори за компјутерски криминал, така натаму. На основата со овие две работи. Се надам дека овие две работи ќе бидат почитувани во периодот што следи, ако се земе во предвид дека влегуваме во една предизборна година кога сме локалните избори се пред нас, а знаеме за локалните, за општо за секои избори какви се оние политичките пропагандисти кога станува збор да дојат до гласачите. Додека Албанија размисла да го забранува TikTok поради внатрешни причини, во земја македонските политичари пред изборите станаа тиктокери. Како овој тренд го коментирате и што гледате во овие некои па и не се нови чекори на нашите политичари, меѓутоа нови се актуализирање на нивните профили на оваа социјална мрежа. Нови се, ама не се сами. И европските институции во дел се на TikTok и кандидатите за председатели на САД беа на TikTok. Значи, македонските политичари следат еден тренд кој што ја зафаќа кампањата или кампањите на Западот. И тоа е нешто кое што секогаш се случувало и треба. Меѓутоа, знаете како, едно е прашањето дали вие ќе го забраните, кога зборуваме за забрана TikTok, на службени мобилни телефони, како што има многу примери во САД и во Европска унија. И ние сме дел од НАТО алијансата. Ако не обезбедува платформата доволно јасни докази дека ни се заштитени податоците, таква мерка е решена да се направи и сериозно нашите институции треба да размислат да видат и да се приклонат ако е тоа став. Меѓутоа, кога забранувате мрежа за деца, тоа Албанија го кажува дека ќе го направи за деца. Да подсетиме, и кај нас имаше такви некакви јалови обиди по немили случаи кои што беа вклучени и децата беа повредени, ако добро се сеќавам, деца во некој надпревар од игра на TikTok. Сини китови, така на многу. Знаете како, држава што не може да спроведе превенција, не може да спроведе ни забрана. И тоа мора да се разбере. Правејќи говори, кажувајќи работи кои што луѓето сакаат да ги слушнат, политичарите е работа стратегијата купи ден продај.
Меѓутоа ефектот откако луѓето ќе се израдуваат и речат браво, ова ни треба, а вие или нема да го спроведете, или наводно ќе го спроведете, меѓутоа немате механизам како да го спроведете, правите разочарување поголемо неколку пати. Така. И затоа ако ќе ги прашаме граѓаните дали се задоволни од институциите, дали даваат добри услуги, дали работат за вашите интереси, паѓаат оценките, биле четворки, тројки, двојки, па сега идат и на единици. Па тоа сигурно нема да го добијат граѓаните од политичарите. Па го добиват искреност. Ама не станува за искреност. Не ветувајте работи што не можете да ги направите. Не можете се знаете како да излезам сега јас пример кога би бил некој функционер и да кажам според мене платата треба да е најмалку 1000 евра. Јас верувам во тоа. Согласно трошоците за живот, плата треба да е најмалку 1000 евра. Ќе го спроведам ли? Еве ќе изгласаме и закон. Теоретски може да се дојде во собрание да дигнат 61 пратени да кажат 1000 евра ќе кој ќе го спроведе тоа? Како? Исто се случува и со ова. Чи доаѓате на родители кои што се огромен процент природно исплашени за своите деца. За мене херои во денешно време да едуцираат, да одгледуваат, како се вели, да одгојуваат деца. Со толков предизвик што ги носи со себе опасност интернет просторот, толку да се исплашим, вие не викат не се ќе забраниме и ќе решиме. Што ќе решиме? Прво како ќе забраниме? Дали ќе еве дури да го забраниме протокот? Дали има различни начини како што ќе пристапуваат? Ќе пристапуваат. Број 3 психолозите алармираат. Дали децата со самото тоа уште поатрактивно ќе им стане таа мрежа? Да. Дали глупостите што таму ги има, не само глупости, но глупостите што ги има таму, дали ќе добијат повеќе на цена? Да. Се знае тоа е 10, 11, 12 годишна возраст. Сакате да бидете различни. Се вие морате тоа да го направите. И на крајот на гриштата, дури сето тоа да ви успее, дали ќе се јави друга платформа кај што ќе се прават тие работи? Да. Секогаш има такви предизвици. Сакам да заклучам. Безбедносно, ако се процени од надлежните институции, особено НАТО, Алијансата и сите други под кои што сме ние дел. Така? Тогаш треба се да се преземе заради нашата безбедност и државна и лична. Меѓутоа на деца, ако вие сметате дека со нешто што ќе забраните нема да ви излезе од друго место, проблемот навистина или сте популисти или си играте или навистина не знаете. Се играат држава. Си играте. Уште само сосема едно прашање за крајот на денешниот наш разговор. Како оценувате политичката комуникација преку социјалните мрежи во земја општо гледано и во пресрет на изборите? Очекувате некакво зголемена динамика тоа да дојде и каков бенефит би имали едната и другата страна? Што сугерирате за граѓаните или корисниците на овие медиуми? Значи овие избори по мене ќе бидат можеби најважните избори, иако се локални, ќе бидат можеби најважните, заради тоа што има неколку прашања што треба да се одговорат. Прво, дали поддршката за актуелната влада, составена од двете коалиции, се уште е ужива истата поддршка, но и под број 2, дали опозицијата, составена, ајде да речеме, од двата блока, двете коалиции, се уште ја ужива и оваа поддршка, а самото тоа кој ќе биде лидер на власта, кој на опозицијата. И трета работа, дали помалите партии, кои се сметаат за аутсайдери многу често, може би ќе покажат уште поголем раст од тоа што покажа до сега или пак, како многу пати во историјата, кога имало подигнување, ќе потонат многу подоле. И тоа се сериозни дилеми. Јас не сакам да многу се воздржам од предвидување, не дека ги немам, туку заради тоа што граѓаните одлучуваат на избори. И граѓаните ќе одлучат што ќе биде. И тоа глумење, сега знаеме како и ова ќе се случи, тоа е можеби за со кафе, за нешто. Меѓутоа, во јавноста мора да бидеме свесни дека граѓаните ќе одлучат што ќе биде со тоа. Зошто го кажувам ово да аспект на кампања и комуникација, бидејќи партиите тоа подобро го знаат и од мене и од сите нас. И тие реториката од сега ја вжештуваат, знаејќи дека октомври или ноември, кога ќе бидат изборите, ќе бидат бројките немилосрдни. Кој ќе биде прва партија, кој втора, трета, четврта, петта, кој ќе биде лидер во овој блок, кој во тој блок, или пак ќе сведочиме на исцртување на сосема нова политичка мапа и карта. Ете, тоа зависи. Мој совет до политичарите, не се држете за истото сидро кое што ве тоне. Туку, ако гледате дека не оди работава веќе години или децени, или се менува, ама се послабо ви оди, и не на другите, сменете ја плочата.
Бидејќи они сакаат со истата само погласно го вртат потенциометрот на погласно да се шири таа пропаганда. Те се ослонат на социјалните мрежи и овие избори. Тие се цело време на социјалните мрежи. Што прават на социјалните мрежи? Еве, зборуваме на TikTok. Дали ја гледавме кампањата на кандидатите Харис и Трамп на TikTok и она што го покажуваат македонските партии на TikTок. Истите содржини стави ги вамо и таму. Тоа не е кампања. Тоа е, како да ви кажам, репродукција. Така. Кордало, ви благодарам што бевте ова утро во Слободен печат. Се надевам бевме интересни со вашето размислување и гледишта во однос на овие последни промени кои што ги најавуваат социјалните мрежи, односно гигантите на Мета и X социјалните мрежи. Благодарам уште еднаш. Благодарам, убав ден посакувам. Благодарам. Почитувани, тоа беше комуникологот и експертот за социјални мрежи Бојан Кордалов, со кого поразговаравме за најновите случувања по објавата на Мета, дека ќе се ослободи од фактчекерите во САД и дали тоа драматично ќе зголеми или намали цензурата за кој што некои од медиумите веќе обвинуваат дека се случува. Ви благодарам за вниманието.